Почитуван председател на Собранието, почитувани колеги пратеници, почитуван колега Ѓорѓе Сајковски. Во вашето излагање кажавте дека ова претходната влада не направила ништо во делот на инфраструктурата. Јас ќе ве подсетам, односно ќе ве упатам само се чуете со вашите градоначалници и да ги прашате колку километри локални патишта се направени преку проектот за поврзување на локални патишта преку Министерството за транспорт и врски. Исто така, реконструкцијата на граничните премини Деве Баир и Ќафасан. Исто така, изградба на интелигентен транспортен систем, за кој постапката е веќе во тендерска постапка. Во исто време, сакам да ве упатам да ги исконтактирате вашите градоначалници колку водоводи и канализации направија преку програмите на Министерството за транспорт и врски. Но кога ќе видите денеска програмата во која се осврнувате на инфраструктурата, се најмалце две страни. Во тие две страни зборувате за довршување на проекти кои се започнати од владата на СДСМ и се друго е проектна документација. Па народот ве гласаше за да владеете и да градите, инаку ќе избереше проектантска куќа. Но исто така, кога ја баравте довербата од народот, довербата ја добивте во огромно мнозинство, но за да го вратите името и да ја поништите Преспанската спогодба, а при тоа да ја убрзате европската интеграција на земјата, да го поништите договорот за добрососедство со Бугарија, да создадете услови за почитување на пресудите на Европскиот суд за човекови права кои се однесуваат на македонците во Бугарија, а при тоа да обезбедите Бугарија да не го блокира патот на Македонија кон Европската унија. За тоа народ ве гласаше. Да обезбедите ревидирана преговарачка рамка многу подобра од оној катилј француски предлог. Затоа што граѓаните тоа го очекуваат од вас, а за ова ќе имате нашата поддршка. Популистичкиот наратив кој го користеше ВМРО ДПМН во текот на целата кампања за изборите, а и долго време пред тоа, креираше огромни очекувања кај граѓаните, особено во делот на овие емотивни прашања. Ваквите наративи се многу лесни за анимирање на гласачите, но истите тие наративи креираат лажна слика и нереални очекувања. Сега очекувањата на граѓаните се кренати до плафон, а тоа значи дека и разочарувањето ќе биде огромно ако овие очекувања не се исполнат. Затоа, почитувани пратеници од ВМРО ДПМН, добивте власт сега бујрум испорачајте. Лесно е да се јавне национализмот и на тој начин да се прави привид кај народот. Но национализмот е опасно животно. Кога ќе го јавнете, не знаете каде ќе ве однесе. А ако паднете од него, ќе ве изеде. Но што е тука е, граѓаните очекуваат да ги испорачате ветувањата. Да го Контрареплика